Обвинителството презема действија во врска со наводите за дивоградбите на територија на општина Чаир. Оттаму велат сите надлежни службени лица кои имаат некакви сознанија за незаконски действија да пријават во обвинителството. Апелираат да се наведат конкретни локации и парцели. Директорот на ББ во врска со дивоградбите во Чаир вели дека полицијата ги проверува сите наводи. Наводите се проверуваат секаде. Знаете дека веќе во одреден град во Источна Македонија веќе се преземат и некои активности од страна на локалните власти со акција во рушење на некои такви дивоградби. Ние како полиција интензивно работиме, има статистика, таа статистика може да биде јавно достапна, не е тоа никаков проблем во делот на тие дивоградби и секоја организацијска единица во рамките на Министерството за внатрешни работи и во минатото и сега има соодветни поднесоци за дивоградби. Дали е доволно? Останува перцепцијата на јавноста да го каже сето тоа, меѓутоа верувајте дека работиме, но не сме само полицијата единствен орган во државата која што треба да се грижи за јавната безбедност. Тука имате и други институции, други инспекторати кои што треба да си ја вршат својата работа. Скопската градоначалничка Арсовска преку социјалните мрежи објави фотографии од сателитски снимки со кои обвинува дека градоначалникот на Чаир фалсификувал документи и дозволувал бесправни градби во општината. Лик како Вики Ганиу би требало да добие грант од Фонд за иновации кога веќе не добива кривична пријава за над 150 противзаконски опасни дивоградби кои ги кеширал. Ако ги погледнеме двете сателитски снимки од кои првата е од денес, а втората од 2023 година, ќе забележиме дека Ганиу успеал и да најде начин како да патува низ времето. Јавното обвинителство не гледа никаков проблем зграда изградена сега да биде заведена како објект кој е изграден пред 2011 година. Иако очигледно е дека според официјалната снимка на катастар која е направена во 2023 на таа локација нема зграда. Конфликтот меѓу Арсовска и Ганиу трае веќе долго време. Градоначалникот на Чаир во знак на револт заедно со група граѓани истори отпад пред бараките на град Скопје. Ја обвини Арсовска дека не го собира отпадот и дека воопшто градот не инвестира во оваа општина. Полицијата постапила и во врска со овој случај. Директорот на ББ рече дека секој незаконско дејство кое е во нивна надлежност ќе биде санкционирано. Мирена Давидовска, Сител телевизија.